И тука некаде ќе алоцираме и ќе ја поздравиме нашата драга Ивана, која што повторно понеделнички со креативни содржини ќе не заинтересира и верувам дека вака во очи на новогодишните празници ќе се инспирираме можеби и ние нешто да правиме. Добро утро, Иванче, и среќен понеделник. Убав понеделник, Сузи, на тебе и на сите гледачи. Поздрав до вас и убав почеток е и на новата работна седмица, како што спомена и ти, ќе зборуваме за нешто креативно во овој предновогодишен период. Никако мора да признаеме дека оваа година најрано некако не фати можеби таа предновогодишна, предпразнична еуфорија, кога веќе гледаме дека би се украсува, дел од маркетите веќе нели и нудат новогодишни подароци и новогодишни украси, така што ние ќе зборуваме ова утро со една девојка која што веќе неколку години рачно изработува креативни подароци и секако новогодишни украси или лампиони. Марија Николовска од Охрид, ова утро ќе имаме можност да ја запознаеме и со низината палета на широка креативност и како се роди еве DV Art. Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како настана еве твојата приказна, твојата идеја за да почнеш еве да ги правиш овие прекрасни подароци кои што имаат можност гледачите да ги погледнат ова утро и секако прекрасни новогодишни креации. Добро утро, да ви посакам прво. Оваа приказна започна баш во овој период, токму со лампионите, токму со тој производ. Да бидам искрена, овој производ првиот пат кога го направив беше многу потежок за изработка, многу покомплициран, меѓутоа после тековна еволуција дојде до ова што е денес. Првин беа тоа 10 лампиончиња за пријатели, кои што ме охрабрија понатаму да продолжам, да направам моја страница, за да ги пласирам тие производи и да почнат да се продаваат. Првата сезона немаше многу голема продажба, меѓутоа после тоа фати корона, продолживме со великденски украси, за да наредна сезона веќе има сериозна продажба на овие производи и еве не денес. Ова е тоа што е денес тој производ. Да, што е најважно еве кога станува збор за декорирањето, на што треба според вас еве најмногу да се обрне внимание или на што вие најмногу обрнувате внимание? Во принцип, кога збориме за декорација на настани, треба да го знаеш клиентот. Значи, најубаво одговарам на нивните прашања кога ќе се видиме тет-а-тет. Веќе го знаеш како се однесува, што бара и можам да му понудам она што сигурно ќе му се допаѓа. Во однос на овие креации, дефинитивно бара да се смирен, бара трпение, емоциите се поврзани со ова е сепак креативна работа. Стресот и тензијата се голем непријател на ваквите работи. Да, особено верувам дека и вие работите како и ние под притисок, кога ќе дојде некој клиент нели со поголема нарачки, треба да изработите нели во краток период многу подароци, а сепак нели се е рачни, вие сте една и се правите сама. Ги споминавме новогодишните лампиони или украси, ни доаѓа еве тој период, веќе споменав и во најавата дека веќе дел нешто е подукрасено, поднакитено. Како настана еве лампионите? Лампионите настана со многу љубов, посветено трпение и понатаму околу изработката, тоа е тајна на уметникот. Не би можела да откријам, меѓутоа може и сами да видите дека веќе се некој совршен продукт според мене и за подарок, за блиски, за деца, за компании, ги земаат за секаква намена. Да, сепак се нели персонализирани, она што исто така нели многу важно. Колку време е потребно да се изработи еден лампион? Интересно прашање. Во почетокот ми треба можеби на кај 2,5 до 3 часа за изработка на еден лампион. Секако тоа време после неколку години е скратено на 40 на минути за мене. За девојките што ми помагаат, тоа трае повеќе. Да, спомена дека
уште од пред короната си започнала со почетокот нели за декорирањето, за украсувањето, за да ги создаваш овие лампони. Што според тебе најважното нешто или она што си го направила, искрила, она што ти е најдраго за тебе? Генерално не можам да издвојам нешто конкретно, затоа што сум тип што сака новитети, сака уникатни парчиња, така што секоја сезона имам некој предизвик. Во глобала тоа е нешто што ми било најтешко да го изработам, нешто што на почеток делувало невозможно, па на крај кога ќе го добиеш комплетниот продукт, да, горда сум на себе и тоа парче го сакам најмногу. Конкретно оваа сезона можам да го издвојам овој пакет. Овој пакет, зошто? Затоа што е уникатен. Значи, ова е врекичка која што е прозерна. Внатре има порака скриена, има поклонче. За мене ова е уникатно. Имам и поголеми и полуксузни подароци, меѓутоа во моментов ова ми е омилено парченце. Така да секоја сезона имам нешто различно. Сега е периодот и на славите, на подарувањето, ни доаѓаат нели празниците и Божиќ и Нова година, кога буквално еден магичен период кога се подарува. На што треба според вас најмногу да се внимава кога се подарува? Да не ја утнете личноста и подароците, да не ги измешате. Се шегувам. Треба да биде подарено со љубов, избрано соодветно, значи ако тебе не ти одговара нешто, не можам да ти дадам нешто што ти не сака само за да ти дадам подарок. Подобро нека биде нешто помалечко, меѓутоа внимателно избрано. Како се мотивирате вие? Гледаме тука највише на голем број на различен тип на подароци кои што вие ги имате искрирано и создадено, каде црпите можеби инспирација, како се мотивирате за секој подарок да биде поуникатен и поразличен од претходниот? Искрено најголема мотивација за мене барем е позитивна реакција на еден задоволен клиент. Нема нешто поголемо, поубаво, поискрено од еден задоволен клиент. Верувајте, после таква реакција ништо друго не ми треба. Седнувам, можам да створам било што. Така, секогаш е потребна нели поддршката, па и следното прашање ќе биде токму тоа колку кај нас се поддржуваат ваквиот тип на подароци, на креации, ваквиот тип на рачни изработки, затоа што сепак нели се вложува многу труд, се е рачно направено, нели не е нешто направено во фабрика на машина за сите нели што ќе биде исто, но секое парче си е различно и уникатно. Со оглед на тоа дека знаеме кај живееме, јас сум горе-долу задоволна од одзивот кој го имаат овој тип на подароци. Доаѓа и кај нас тој тренд да се цени рачната изработка, да луѓето сватат колку време и труд е потребно за секој едно парче уникатно, затоа што да, и овие два лампиони, иако може да се иста боја со исти детали, тие не се идентични. Значи секој добива уникатно парче. Затоа ја плаќаат таа цена, уникатноста вреди. Да, сега е споменати дека нели исто така имаш голем број на клиенти кои што бараат нели понуди веќе во овој период. Верувам дека сите оние кои што сакаат нели еден корпоративен подарок нели за своите вработени ќе имаат можност да ве исконтактираат, да ве побараат. Па како стоите еве со простор, дали сте веќе пребукирани или има се уште доволно простор за да ве исконтактираат сите оние кои што ќе сакаат едно вакво парче да дадат дали на своите вработени нели во периодов кој што ни доаѓа, дали на останатите соработници? Да, оваа сезона, за разлика од изминатите, многу порано почнавме со изработка на корпоративни подароци, заради тоа што фирмите тоа и го бараат. Веќе имаме доста термини резервирани, но се уште има по некое местенце каде што може да се уфрли уште некоја нарачка. Каде и како можат да ве најдат, да ве побараат? Најубаво на нашиот Instagram профил Divia Creations, каде што може и да ги разгледаат нашите понуди и може на мејл да им доставиме специфична понуда за овој тип на продукти со одредени цени, количини, па понатаму се договараме со клиентот зависно од нивните потреби, може и да се адаптираме.
Да, споминавте дека кога ќе видите нели задоволен клиент, тоа е нешто што ве исполнува многу и ве мотивира нели за да создавате понатаму, па затоа и веќе еден апел нели до сите оние кои што сакаат да дадат поддршка за рачните изработки, дека сепак секогаш е подобро нели нешто уникатно, нешто што е создадено тука домашно нели во Македонија да се даде на сите оние кои што ни значат и на оние кои што сакаме да им подариме нешто, а вие во Divia Creations имате навистина голем избор како што можеме да видиме ова утро. Верувам дека уште многу повеќе ќе работите и во следниот период. Ќе ви се заблагодараме, Марија, за вашето одвоено време. Ти благодарам, Ивана. Се надевам дека се супер. Еве ќе ги покажам наистина што вие прекрасни лампиончиња кои што навистина верувам дека убаво ги красат сите елки кои што некои што нели си имаат ваков лампион, дали како подарок, можеби за своите дечиња или подарок на сите оние кои што сакаат нешто персонализирано, нешто уникатно и нешто кое што ќе биде навистина подарено со многу значење. Имавме можност да ја слушнеме приказната Евена Марија која што веќе неколку години изработува вакви подароци, рачно и секако уникатно за сите оние кои што сакаат да подарат нешто поинакво, а сега буквално овој период кој што ни следува е таков еден магичен предновогодишен и е време за подарување. Јас благодарам многу. Вистина е ова преубав период за подароци. Поздрав до твојата соговорничка и еве и нека биде инспирација за сите оние креативци кои долго време не излегле од застојана енергија или можеби немале мотив да ги поттикне за да можат да и тие нешто да сработат.